Шо преживито? Здраво, еве коли гледам, ти кажам. Опа, ќе се частиш, а? Па, шефот ке ни купува коли да не фрламе пари на патни, точно ти не знаеш? Стварно, сами си бираме саш да кажеш? Не, баш, еве, пример, гледам, ова има добри бандажи, тоа е многу битно за кола, ја така сум чул. Ти си знаеш? Која ова? Од администрација, бе, прв ден е денеска на работа. Пуштай шпиц, ајде. Лека ноќ Македонија, вие гледате вчерашни новости. Одовде ве носиме чекор за ците. Лека ноќ и од мене, како и секоја недела, така и ова, вие од нас дознавате последни. Предлагам за загревање да започнеме со една шега. Никако, Александар, нема да започнеме со една шега. Одиме со ред. Еве што ќе гледате. Вчерашни на терен, како изгледа прв ден на работа по 10 години стаж. Се надевам дека ќе го биде момчето, бидејќи му е прв ден на работа. Ексклузивно вклучување од пресконференција на владата. Дознаваме каква акција спроведе МВР. Сега им покаже практично. Гледај кај пројде, види го кај победа. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете, каде што другите застануваа. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Конечно започнуваат реформите во судството, кои беа едни од клучните чекори што се очекуваше оваа влада да ги преземе. Како што велат од булевар Илинден 2, тие со ова уште еднаш го потврдуваат реформскиот курс на бродот што плови кон Европа. Тотална транспарентност на македонските судови. Имено пред судската палата во Скопје е поставен првиот тоалет на отворено, што на граѓаните ќе им овозможи подобар увид во работата на судиите. Се очекува после ова и во судовите низ Македонија да бидат поставени вакви отворени ВЦА, со што би се исполниле забелешките од извештајот на Приве за поголема транспарентност во судството. Градоначалникот на Скопје Коце Трајановски Од рамковен договор сум јас преку јавна администрација. Слушај, пошто му е прв ден да го пратиме на временска прогноза да го пробаме. Ајде. Градоначалникот на Скопје Коце Трајановски продолжува да ги исполнува предизборните ветувања. Па така скопјани ќе добијат адреналински зиплайн. Само што Коце не е повеќе градоначалник, а новиот градоначалник Петре Шилегов реши да исполни и неговата програма.
За оние кои не е доволен адреналинот од возењето по скопските улици, градоначалникот Шилегов реши да им направи зиплайн адреналинско возење, кое ќе започнува од Музеот на современа уметност преку Вардар па се до градскиот парк. Како што вели тој, со ова за само неколку милиони денари значително ќе се намали патот на вработените во Музеот на современа уметност до нивните домови. А и граѓаните ќе можат од високо да видат се што не е направено. Останува отворено прашањето дали Шилегов ќе го оствари и ветувањето на Коце Трајановски за поправка на заостанатиот часовник на старата скопска железничка. А сега се вклучуваме директно на пресконференцијата во владата на Република Македонија, која се одржа минатата среда. Одиме во живо, ќе ве замолам, кренете рака, микрофон и повелете. Еве, ја да прашам, ќе може ли да прашуваме за ова свадба што ќе биде следниот викенд? Се разбира, отворени сме за прашања од било која тема. Да, здраво, Ланчо од вчерашни новости. Дали го направивте списокот и дали може конечно да ни кажете имињата, и мене ми е многу битно со кој ќе седам јас на масата? Кога ќе ги имаме специфичните имиња, ќе ви ги кажеме веднаш. Во моментов ги немаме. Дали се знае кој ќе биде матичар? Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. А ЕСАП-от кој ќе го плати? Председателот на владата Зоран Заев. Само он? Ќе проверам, ќе ти одговорам. Исто ме интересира за музиката, кој ќе биде задолжен? Може ли после пресконференцијата да продолжиме, бидејќи темава ќе биде очигледно... Значи, кои звезди ќе настапат таму? Момент. Шо момент? Кој прв ќе пее по агенда? Антонио прв, Кристина втора. Кристина Аглера или Кристина Арнаудова? Кристина Прашина, што бе пак, ветерот... Значи Арнаудова. Добро, да не навлегуваме, ќе се договориме после прес. Шо му е новој? Микрофонот. Ве замолувам микрофонот, одиме во живо, не гледаат ваши колеги кои што се наводат. Прашај го, имаш микрофон, прашај го нешто и сиде да го прашај нешто на глава да му се качи. Дали ќе се иде со она на М? Во моментов Мерцедесот е конзервиран, направено е вештачење, се наоѓа во депото. Чекајте малце, значи можно е да не се иде со Мерцедесот? Одговорив, да не се повторувам. Значи иди шетај. Микрофонот. Ве замолувам микрофонот. Ќе проверам, ќе ти одговорам, одговорив, ништо не каже бе. Може ли после пресконференцијата да продолжиме, бидејќи темава ќе биде очигледно... Не е проблем, ќе останеме колку сакаме. Да бе, тоа ќе правам ја, ќе останувам 100 сати овдека. Наведени. Прашај го нешто. Прашај го каче. Со списокот што правиме? По трет пат ќе се повторам, нема проблем. Добро, ајде, нема потреба, ајде. Студио? По примерот на западните демократии, а најмногу Шведска, и нашиот парламент ќе добие женска соба за промоција на придонесот на жените пратенички и носители на функции во собранието и работните тела. Јеца, сигурно станува збор за соба со средства за чистење и шминка. Хуморот никош не ти бил јака страна, Александар, а ние продолжуваме со вчерашни. Минатата недела речиси се помина во знакот на прославувањето на празникот на жената, мајката, снаата, сопругата, золвата, балдыската, како и на бабата. Но нашата колешка Јели Салфета, иако и самата е жена, а од неодамна и тетка, мораше да работи, а не да празнува. Да го погледнеме интервјуто кое таа го направи со една друга жена. Добро вечер. Разговараме со госпоѓа Теја Ивановски. Госпоѓа, кажете ми вие како го прославивте денот на жената? Мислиш шабарам на гинеколог? Не мислев тоа, ама добро може тоа. А ништо бе редовен преглед. Редовен преглед, ехо, пап, редовен преглед гинеколошки, ја дека на 36 и на мамографче си бев за секој случај. А трудна сте? Па не се оди на гинеколог само ако си труден, бре жено, леле, ќе ме умриш. Еве, јас правев ресърч и ми покажа дека 150.000 жени немаат матичен гинеколог. Ти кажам право, слаб ти е ресърчето, тие 150.000 и сите други, пола нема појма дека матичниот гинеколог преглед е бесплатен. И плюс имаш едногодишно ПАП и некаква си, нели, партиципација. Добра, ама 150 по 150, колку каки имаш изи? Колку што треба. Добра. 150 по 150 се собира многу, а потрошувачката кошничка нема предвидено доволно средства за гинеколози. А ногти секој месец по 700 денари, тоа има предвидено во кошничката, на фризер, на козметичар, на
по продавници јакање, шетање, што сега за 8 март се испокренеа по продавници, шо пази го ова само. Се ми треба, зашто? Си испотресува со купвање штикли, чепли, фустани, значи, молим те со кошничкава. Добро, а тоа значи дека кога ќе се породи некој не треба да иде веќе на гинеколог? Редовно се оди на гинеколог и после пороѓај. Ризикот од рак на матка и на дојка нема врска со дали си се породил или не. Држи, ајде. И паш да не ми падне нешто. И многу ти е тапа ова истражување, да знаеш. Ти си тапа и идеме на следен прилог, ве молам, баталето, кото. Студио. Минато неделните дождови низ Македонија со право ги загрижија некои наши сограѓани. Вардар, Треска и Сатеска се само дел од реките што се излеаја од своето корито, поплавувајќи неколку села ширум републиката. Граѓаните се загрижени поради штетите од изливањата, но од друга страна се радуваат што барем нешто успеа да порасне во државава, па макар било тоа и водостојот на реките. Од Центарот за управување со кризи изјавија дека е нужно граѓаните да продолжат со фрлање на масовни количини ѓубре и правење диви депонии долж реките за понатамошна заштита од поплави. Според податоците што ги изнесе Transparency International за индексот за перцепција на корупцијата во светот за 2017 година, Македонија бележи огромен пат. Имено моментално се наоѓаме на историски најниското 107 место од вкупно 180 земји. На таа тема Ланчо разговара со представникот на Државната комисија за спречување на корупцијата. Господине, во јавноста меѓу политичките партии се отвори дискусија за тоа кој е крив за назадувањето на Република Македонија. Дали е тоа резултат на владењето на претходната власт или можеби проблемот почнува од сега, падот се случува токму сега? Видете, јас се уште го немам погледнато извештајот, затоа што се уште немаме ни интернет, нели во новиве простории. Но морам да ви кажам дека ние многу сериозно пристапивме кон решавање на овој проблем. Еве, имено веќе отворивме оглас на кој што ќе ангажираме надворешни соработници и експерти, значи кои ќе се посветат на овој извештај. Но зошто толку бирократија? Македонија е најкорумпирана во Европа. Тоа е ваше субјективно мислење. Јас не би се сложил со тоа. Да. Добро. Може би да, не е најкорумпирана, но е сепак меѓу последните на листата и тоа, мислам, мора да се... Дали сте сигурен, господине? Не сум баш сигурен, но мислам, Македонија, знаете, има извештаи кои што велат дека Македонија се бори против корупцијата и тоа е многу добро, многу добро. Тука се сложувам со вашето мислење. Така е. Ви благодарам многу. Не, само момент, ќе ве замолам малку, почекајте, кога сме веќе кај корупцијата, еве тука имам некои пријави за лицето Ланчо Пашазотов. Тоа бевте вие, господине, нели? Да, еве тука убаво пишува обид за подкуп, примање мито, пишување на рачани текстови, па ќе ве молам, господине, тоа се сериозни обвиненија. Тоа е старо. Одамна е тоа. Не, се уште не е застарено. Ама одамна е тоа застарено? Не. Значи, еве ти одамна е застарено е. Не ти чини. Да, види. Не ти чини. Не уствари. Видете, има уште 2 дена за да застари. 2 дена е долг период, господине Ланчо. Ама немам со картичка сум. Во ред, може и картици, примаме и картици. Не е никаков проблем. Најбитно цела ова ти е, за да имаш некој си редослед и пак кога ќе работиш, ти е увек... Екипата на МВР на сонце, дожд, ветер, магла и по некој круасан го чуваат градот. Проширете ги хоризонтите. Искористете секоја пречка за поголем залет и продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV кама на Peugeot. Далеку пред сите. Децава се зафатени, никако да ги видам, не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје.
ги гледам вака сите заедно, па душата ми се полни со милина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Скандалозно, шокантно, неверојатно. Се скараа пратениците на ДУИ и СДСМ, односно пратениците од ДУИ им се налутиле на колегите од СДСМ, зашто не сакале да го гласаат законот за јазици без амандманска расправа. Па сега собраниската седница ќе се одложи најмалку до следната недела. Ацо не беше таа вест наред. Наред се некнешни новости. Абе, што ми го пуштате порано сато? Ова нешто сега не ме обструкции ми правите. Дуи СДС амандмани. Ништо. До следната недела со ќутење. Брокулата обарете ја во солена вода и процедете ја. Парчињата брокула најубаво цветови, валгајте ги во брашно, па во изматеното јајце, па во лемните трошки. Немири во Канада. Како што јавуваат медиумите, канадските доктори почнале со штрајк против покачувањето на нивните плати, бидејќи медицинските сестри и другите вработени во здравствениот систем работеле во лоши услови поради кратењето на буџетите за здравство. Македонската амбасада во Канада се понуди да им помогне на канадските доктори кои се во неволја со тоа што им вети дека на секој доктор кој ќе одлучи да се пресели од Канада во Македонија ќе му е гарантирана мала плата, работа во уште полоши услови, како и дека барем 1 од 5 доктори ќе бидат во текот на својот живот нападнати од страна на пациенти. Но до заклучување на прилогот се уште немаме одговор од страна на канадските доктори на оваа великодушна понуда. Неверојатно! Апаратот за томографско снимање во Охридската болница не работи повеќе од 8 месеци. Како што велат од болницата, на апаратот треба да му се смени рентгенска цевка која чини повеќе од 1.000.000 денари, а болницата нема пари. Но има блокирана сметка. Да погледнеме. Во меѓувреме пациентите се пуштаат на томографско снимање во Битола и Скопје, кај што треба да чекаат и по неколку месеци. Но од Министерството за здравство смируваат и велат дека ќе се најде решение за проблемот час поскоро. А до тогаш пациентите треба само да се стрпат и да не умрат ако е можно, за да не му наштетуваат на угледот на македонскиот здравствен систем. Ми систем и сведат Полиција. Како тоа моќно звучи. Светската онлайн енциклопедија Википедија ја дефинира полицијата како тело на организирани службеници кои служат за одржување на граѓанскиот ред и јавната безбедност. Е токму со едно вакво тело Ланчо Пашазотов помина еден ден. Навидум сончев ден, граѓаните мирно спијат, се наоѓаме со виновниците за мирен сон. Екипата на МВР на сонце, дожд, ветер, магла и по некој круасан го чуваат градот. Тука сме за да ги запрашаме дали е тешко да бидеш првиот човек на градот и да бидеш човекот кој што се грижи за сите да бидат заштитени. Здраво. Полека, Буби, ја. Значи вака, една работа имам да не можеш одма да бидеш полицаец, да завршиш курс, Буби пример. Не можеш. Колегата со 10 кај ги пројде физичките тестови, ама англиски не знаеш уште и сега се мачиме да заврши, да може да иде маце понапреден да бидеме, разбираш? Не знаев, да. Не знаев. Ама научи се, како те учат? Стоп. Good afternoon. Документ. Толку. Сега ги покаже практичен. Гледај кај пројде, види го кај помина. Ево го, значи имам еден случај. Дојди вам.
На кој што можеме да го снимаме, молам Фатико. Фатико се ќе стопира. Добар ден. Добар Каде ден, му идеш? вика. Каде идеш, му вика. У студио. У студио, У му студио вика. идеш, а? Студио. У студио. А зашо кај проаѓаш? Кај проаѓаш? Кај идеш? Зебрава бе човече, зашто не проаѓаш на зебрава? Зашто не проаѓаш на Сега што треба преме? Знаеш ли како е на англиски? Како е за? Зибра бе исто. Зибра, зашто не проаѓаш? Why? Ма не, оно на наше. Не, он е открива, ма еве да го прашам Е, лична карта има ли? Еве не го прашај бе, а? Еве колега да поштено, нека го Значи, ако има, сечам го. Извини, лична карта имаш ли? Ама има до Ете го. Не, ама го знам бе, пуштате. Абе, се Не, пуштате, го не знам. го Ама Нели, нели се пушти го, така? Нели Чекај равно ме најавно, празно, мене нели? се пушти. Ама дечки се договоривме да снимаме Шо се, си не ми. добре? Значи окей. Буби, ајде застани да го Мерцедесу. Застани го Мерцедесу. Ајде Арчи, бегај на. Бегај. Така е, едниот джандар, едниот полицаец застанува и ме со акција број 2. Застана од неговата десна страна. Тој го отвара прозорот, му вика. Добар ден, господине. Добар ден. Чкабон. Добар ден, господин. Добар ден. Чкабон. А, не сте наши што? Документ. Добара документи. Дава документи. Господине, лична карта сообраќајна нешто. Возачка. Абе, види шефе, ова ти е лична карта, пасош, здравствено, свети е за бизнис, свети ова ти е license to kill, ајде. Една карта за све. Ама не ни кажа никој нас не шефор. Види шефе, ти ако сакаш зима, ако не, немој, гледаш што кажуваше господинот Зоран, нема више локални шерифи тука. Што се понашаш така ти? Поминовте на... Ај не ме малтретирај, гледаш дека идам у чејджилница, ме чека еден клиент. Дај да одим одма. Прекршок направивте овде, господине. Прекршок, што е прекршок ти? Да дојдеш кај мене бе, да еден чај да ве частим у чејджилница, ај да брзам сега. Ама ние кафе пиеме бе. Бе, кафе пиеле бе. Кафе е пиеме. за деца бе. Да дојдеш еден чај да те прави хај. Знаеш како вчерам? Хај. Шо беше хај бе, Буби? Хај. Као здраво. А, здрав чај пиеш? Здрав чај бе, абе, ајде ти. Немој, дај што. Оти вака, пази што правиш, дека пајакот одгоре гледа све, знаеш, ама ајде. Ајде здраво. Еве да не рече да значи пропуштаме и луѓе прекршок кои ќе направат, мислам, алалам. Ете, драги гледачи, гледате дека полицијата секогаш работи својата работа на вистинско и на право место. Како што рече и, нели, човекот кој што го застана, пајакот секогаш гледа одгоре. Студио? Се надзираат и долго очекуваните реформи во јавната администрација. Минатата недела министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски најави дека 1600 вработени според рамковниот договор конечно ќе почнат да одат на работа. Поточно ќе им биде понудено работно место, а доколку не го прифатат, ќе бидат ставени на некаква си трансфер листа од каде повторно ќе може да бидат распоредени за потребите на друга институција. Повеќе во прилогот кој следи. Мал чекор за човештвото, но голем за реформите во македонската администрација. Преку 1600 вработени кои седеле дома за прв пат ќе имаат можноста да седнат позади биро. Лјутви Дамири од Тетовско е еден од нив. Денес го очекува неговиот прв работен ден. Види, јас сум искуствен, не дека не. Али ова ми е малку чудно на мене. Треба човек малку да се привикнува. Да станувам рано така сабајле и да идам на работа во 10. Не си во 10, во 8 си на работа. Во 8? Па ја каснем више. Ајде, партнер. Ајде. Ај, партнер. Ајде. 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 И немој да плачеш многу, ајде. Лјутви со ентузијазам се појави во институцијата каде што беше пречекан од неговиот шеф и колеги. Се надевам дека ќе го биде момчето, бидејќи му е прв ден на работа. Најбитно у цело ова ти е, за да имаш некој си редослед и пак кој ќе работиш, ти е увек прва карта да ти биде попот. Значи, мора да ти биде попот. Ама не оџа има. Демек нов е прв ден му е на работа, ама не е нешто многу зборлес, ама као имал 10 години искуство. Вајде некој експерт. Епа не знам бе дечко, солитер ова. Нема на албански некако нешто? Нема на албански, значи окей, за тебе оџа ќе биде, нема вез. Малце ни е тесно овдека бирово. Али ќе се навикнеме, ќе го разгазиме. Јас му порачав да се чувствува како дома. Тој ми рече дека дома веќе му рекле да се чувствува како на работа и сега тој не знае како да се чувствува. Малку му се измесени чувствата, но јас мислам дека ќе се најде баланс, мислам. Во таа смисла, ова. Види, ова е мал чекор за буџет, ама голем за мене. Фалимендери многу.
А сега нареде временската прогноза за вчера. Ведермен ве чека во другото студио. Каква е оваа ситуација? На толку убав ден да си у јавна администрација? Извини, друже, дали си квалификуван? Ова на реформи ми наликува, време погодено баш, за да се размрдаш дека Рамковно ти следат 10 години стаж, демек нешто смениле, седи си дома, исто семје. Јас пак го јадам немиен. Ведермен. Друже, вака, друже, вака. Ај тоа, ај, пис. Јелена, мислам дека полека можеме да се пакуваме. Или имаме време да кажам и уште еден виц? Никако, Александар, да не ми упропастиме и оваа недела на гледачите. Сега сме чекор за ците. Ако случајно се вклучивте во моментов, уште вечерва целата епизода имате на YouTube. Ви посакувам пријатна работна недела. Добро утро! Добро утро и од мене.